Се поизвестно е дека минималецот нема да достигне 500 евра. Експертите велат дека државната каса се уште била во лоша состојба и не може да издржи субвенционирање на придонесите. Ваква интервенција би била можна, но откако економијата ќе закрепне. Одредени синдикати бараат да придонесите за пензијско, инвалидско и здравствено осигурување се субвенционираат, меѓутоа во овој момент буџетот, односно спремноста на владата да испорача таков вид на субвенција е неможен заради моменталната кондиција на буџетот. Доколку можеби би било во некоја друга прилика, во друго време, можеби веројатно тоа би било и прифатливо решение. Меѓутоа во оваа ситуација во 2025 година ова е речиси невозможна мисија и тешко изводливо. Веќе и ретко кој работи, па кој да е сектор и која да е гранка, дури во оние трудово екстензивни за таа минимална плата. Ако го земете и делот на текстилната индустрија, ќе видите дека и таму веќе која што беше на дното на платите во македонски рамки, веќе и таму платите растат и веќе се над оној законски предвиден минимум заради токму недостатокот на луѓе. Од Бизнис конфедерацијата велат дека ја разбираат состојбата со буџетот и од април ќе го исплаќаат законското зголемување од околу 2000 денари, со што минималецот ќе биде нешто над 24.000. Состојбата со буџетот ни е објаснета, која не би било благодарно да не ја разбереме, туку да сватиме дека треба сите ние да придонесуваме за да можеме на некој начин да издвоиме пари за социјалните трансфери, вклучувајќи ги и социјалните придонеси. За нас тој аргумент, колку и да не ни се допаѓа, е аргумент на владата. Во меѓувреме партиите меѓусебно се обвинуваат. Филипче преку социјалните мрежи им се обрати на работниците. Сведоци сме на гнасна кампања на ВМРО ДПМН против секој кој чесно работи, заработува и заслужува достоинствен приход. ВМРО ДПМН има проблем со вас работниците, не со синдикатот. Зошто кога беа во опозиција го поддржуваа синдикатот? Зошто тогаш беа за работниците, а сега се против нив? Одговорот на секој од вас му е јасен. Тогаш им беше политички згодно, а сега веќе не сте им потребни, напиша Филипче на Facebook. Од ВМРО ДПМН е вратија, зошто наместо да ги подобрат условите за работа, власта на ДУ и СДС се сведе на рекетирање фирми, крадење преку тендери и гушење на приватниот сектор. Наместо зголемување на плати, Македонија доби милионски афери, распродадени државни интереси и уништени институции. Се прашуваат зошто денес нема пари за зголемување на платите? Погледнете во сопствениот джеб, порачаат ВМРО ДПМН. Од Сојузот на синдикати вчера рекоа дека се уште подаваат рака за преговори со власта, но ако нема договор, најавија протести. Мартин Арсов, Сител телевизија.